Грчкото МНР меѓу лицата што учествувале вчера во инцидентот во Лерин не видело македонци, протестирале грци. Виножито сведочи. Полицијата го нападна народот кој само бараше воените вежби да не се одвиваат пред нивните куќи. Марија Котовска за настаните кои фрлаат сенка на грчкото прокламирано добрососедство со Македонија. Четворицата македонци кои вчера беа уапсени во инцидентот во Леринско денеска се пуштени на слобода, бидејќи грчкото обвинителство немало докази за покренување обвинителен акт. Ситуацијата во регионот е релативно мирна. Македонските бизнисмени кои зутрината ја поминале грчката граница велат дека немале проблеми на граничниот премин, но по поминувањето на границата забележливо било присуството на голем број полицајци и колонија од полициски возила. Вчера беа повредени неколку лица, еден му е скршена ногата и други се потешко повредени. Вршат еден невиден терор, речем, врз тамошното население со цел да ги заплашат и да се откажат од идентитетот. Инцидентот се случи вчера попладне откако грчки воен контингент навлегол во регионот меѓу селата Забрдани и Овчарани со цел да вршат воени активности во рамките на кои гаѓале со боева муниција кон населените места, а со оклопните возила ги уништувале нивите на населението. Иако населението пред десетина дена се договори со представници од војската да престанат со активностите со кои нивните имоти, а пред се нивните животи ги доведуваат во опасност, грчките власти го прекршиле договорот и повторно ги испратиле воените сили, овој пат придружувани од специјални полициски единици. Луѓето тука, селаните, протестира за вежбите. Тоа е опасно веќе, има 4-5 села околу и е веќе и за животот на луѓето опасно. При самите тие вежби се ослободуваат такви боеви гасови, се работи точно за 5000 луѓе кои стварно доаѓаат таму и до на некој начин и до тровање на тоа население. За жал НАТО како да не ги гледа, уште не се повлечени. Само во Лерин има 3 касарни и вежбите овде се прават на 2 километри од нашата граница. Македонското население буквално легнало пред танковите во обидот да ги спречат во намерата, пошто се случил инцидентот во кој учествувале повеќе од 200 грчки војници и полицајци. Доколку навистина има потреба армијата на Република Грција за вежбовни активности, ние им стоиме на располагање со нашиот воен полигон Криволак во секое време, затоа што знаеме дека на тој полигон може добро да се обучат војниците за испраќање на мисии. Во име на нашата делегација во ОПСЕ ќе побарам од парламентарното собрание на ОПСЕ писмено да за оваа работа се расправа на една од наредните седници на постојаниот комитет на парламентарното собрание на ОПСЕ, меѓутоа исто така и на седница на парламентарното собрание на ОПСЕ. Наместо извинување поради загрозувањето на човечки животи, грчкото министерство за надворешни работи излезе со апсурдно и провокативно соопштение, во кое етничките македонци по кој знае кој пат ги прогласуваат за грци. Господинот Груевски мора да прифати дека на грчките државјани не им требаат само прогласени адвокати, се вели во официјалната реакција од грчкото МНР. Првичната реакција на владата на Република Македонија, во која беше изразена сериозна загриженост за инцидентите, грчкото министерство за надворешни работи ја оценува како неодговорна провокација и мешање во внатрешните работи на земјата. И грчките медиуми со извртени факти и промоција на негатурската политика известуваат дека наводно невооруженото локално население успеало да го нападне воениот контингент. Известувајќи за инцидентот, продолжуваат да ја промовираат негатурската политика на земјата спрема македонското малцинство. Имено, тие известуваат за инцидент во кој група граѓани нападнале воен конвој и го спречиле во извршувањето на активностите, но ниту еден од медиумите не објавува дека станува збор за етнички македонци, чии имоти безбедност подолго време се загрозени од воените активности на војската. Демонстрацијата на сила врз етничките македонци и македонските новинари тежок преседан на Грција. За инцидентот Груевски ќе ги информира Солана и Шефер. Еве изјавата на премиерот со осуда за постапките на Грција. Мислам дека се работи за уште еден тежок преседан од страна на Грција и злоупотреба на нејзината позиција во Европската унија и обид за презентација на сила и моќ и покажување на немање доволно демократски капацитет за држава што е членка на Европската унија во 21 век. Почнавме со интервенции на сите страни да видиме што се случува, што може да се направи. Се јавивме во Брисел, информирани се кабинетите на Солана и другите кабинети на поважните функционери, побарано од нив брза интервенција во правец на ослободување на
нашите новинари кои што со ништо не допринеле за нешто лошо за Република Грција. Напротив, тие се таму само да ги следат случувањата и тоа е нивна работа во основа, како што исто работа и на грчките новинари кои што постојано се во Република Македонија на сите поважни настани. Ние јас утре имам средба, утре сабајле имам средба со Хавиер Солана и веројатно прва тема што ќе отворам ќе биде токму ова прашање. Исто така, веднаш по таа средба имам средба и со генералниот секретар на НАТО, кого исто така ќе го информирам за овие збиднувања што се случуваат и со македонците во Грција кои што очигледно се под еден вид на притисок и со нашите новинари. Јас можам да разберам дека секоја држава има легитимно право да прави воени вежби, но кога такви воени вежби се прават пред бровите практично на граѓани и кога тие замолуваат во повеќе навати и бараат да одат подалеку да се прават тие воени вежби, бидејќи им пречат во секојдневното живење и работење, и таквите воени вежби кога ќе продолжат и после тоа веќе станува очигледно дека некој различен мотив е во прашање. Не е само мотивот да се држи воена вежба, туку и мотивот за демонстрација на сила, демонстрација на моќ и обид за влевање страв кај населението, што ќе се согласите дека е далеку од демократски чин во една држава на членка на Европската унија, кој што треба да биде и пример на другите држави за она што се нарекува демократија. Македонските новинари беа приведени во Лерин зашто грчката полиција видела дека тие наводно сакале да снимаат воени објекти. Грција уште еднаш ги прекрши правата за слободно информирање. Новинарите со придружба се испратени до Богородица, а јавноста остана покуса за вистината за инцидентите во Леринско. Наташа Гркова-Петрушевска. Македонските новинарски екипи од А1 студиото 2 и Нова Македонија попладнето се пуштени од полициската станица во Лерин и со полициска придружба се испратени до грчко-македонската граница. Денеска под обвинение дека снимиле воени објекти, биле приведени в полиција, им биле земени податоци и снимениот материјал. Бевме приведени од страна на грчката полиција под сомневање дека сме снимале и сликале воени објекти во областа за Брдени, каде што вчера имаше инцидент меѓу грчката армија и македонското малцинство кое што живее во овој дел. Инаку ситуацијата во Леринско, односно во село Забрдени, е мирна. Причината за приведувањето на македонските новинари беше вчерашниот инцидент во кој беа повредени неколку македонци од село Забрдени кои протестирале поради грчките воени вежби на тоа подрачје. Состојбата сега во селото е мирна, не се забележува присуство на силни полициски сили, меѓутоа очигледно е дека проблемот се уште постои и дека тој допрва ќе се разрешува. Македонските парламентарци со остра реакција на, како што велат, ваквиот притисок од грчка страна. Малцинските права мора да се почитуваат, но и слободата на информирањето. Станува збор на вистина за нешто што е за секоја осуда, затоа што ваквите постапки на грчката држава и на грчката полиција не одат во прилог на слободното информирање и на вкупната демократска атмосфера. СДСМ најостро го осудува притворањето на македонските новинарски екипи во Грција. Навистина сме зачудени како една земја која што се декларира како демократска и дополнителна членка на Европската унија не е овозможува на својата територија новинари да се вршат својата работа во интерес на објективно информирање на јавност. Попладнето во македонското МНР беше повикана грчката амбасадорка во Скопје Александра Пападополу за да ја биде врачена протестна нота. Демаршот е без никаква основа и е целосно неприфатлив. Грчката амбасадорка во кратката изјава се повика на кажаното од портпаролот на грчкото МНР Комуцакос за медиумите. ВМРО ДПМН е со осуда за настаните во Леринско и за приведувањето на македонските новинари. Осуда и од парламентарните партии повикуваат на почитување на правата на малцинствата, а од Грција како членка на Европската унија обезбедување слобода за новинарството. Овие настани предизвикуваат сериозни тензии кај населението во Грција, посебно кај македонците кои што живеат во Леринско. Ја повикуваме Грција во најкусможен рок да стори се за да ги намали овие тензии кои што се случуваат во Леринско и истовремено ги повикуваме сите македонски политичари во интерес на македонците кои што живеат во Леринско да постапуваат рационално. Очекувам дека двете страни ќе
Ќе се воздржуваат од примена на некои действија кои делуваат негативно за добрите меѓуетничките односи таму. Од друга страна очекувам и Грција и Македонија ќе се воздржуваат од една ваква ситуација во моментот. Ќе побараме високиот представник на ОПСЕ за човекови права итно да ја посети Република Грција и особено северниот дел од Грција и Леринско и да состави извештај во врска со состојбата на човекови права. Затоа што сето она што се случува во Леринско овие денови изминативе неколку месеци е нешто што предизвикува сериозна загриженост и ги допира основните човекови права.